И благодарам на Вики, што бргу се одзва на денешната проповед. Предизвик ти беше предизвика, верувам дека беше предизвик и на мнозина, што го видоа и чуја, или што доправа ќе го видат и чујат. Значи, побарав доказ каде Валтер Фајт кажал, изјавил, проповедал, дека Христос ќе дојде 2027 година. Да речев, пастор Никола Слимовски, каде тоа го кажал, немаше потреба. Сите ќе се сетиме, барем на последната негова проповед. Но за Валтер Фајт ми беше многу чудно и сега Вики само ни посочи кој видео да го побараме на интернет. Значи, тоа се вика, дали е ова крајот, така се вика, од Валтер Фајт. Јас се уште го немам гледано, планирам утре да го гледам и да видам дали е тоа така. Како и да е, благодарам, ме радува што имаше одзив. И нас ни е битно оно што веќе го кажав предпладнево, кому треба да веруваме, дали треба на мене да ми верувате, на Валтер Фајт, на доктор Иван Миланов или мојот драг пријател од младоста, брат Вања, на брат Борче, дали треба да му верувате, на пастор Никола Слимовски, дали треба да му верувате, и сега да не редам. На папата треба да го веруваме? Не. Да, нема више сега е ајатолахот. Кому треба да веруваме? Само во Бога верувам. Се друго проверувам. Второ прашање. Дали Исус ќе дојде 2027 година? Јас ќе го гледам видеото, не навивам ниту за него, ниту против него, но сакам објективно да си видам што кажува човекот таму и така натаму. Берешит, да. Според Берешитот треба од идната 2023 да почнат да течат 7 години од последната Данилова седмица, која што тие ја селат од Христово време, ја селат само последната седмица во последното време. А сега 27 изгледа, од почетокот на короната изгледа, ја сметаат некои, па испега 27. Па токму, благодарам, токму тоа, затоа го провоцирам прашањето, за да го слушнам тој одговор. Дали знаеме кога Христос ќе дојде? Не! Единствениот точно, да, ни ангелите Божии не знаат. Значи, не знаеме дали ќе дојде. Ја би сакал да дојде порано од таа година. Сакате Христос да дојде порано од таа година? Утре да дојде, да. Значи, а не да чекам уште 5 години. Сега светот покажа колку брзо може да се сменат многу работи за овие 2 години, камоли за 5 години. Значи, сите оние што тврдат одредена година за Христовото доаѓање, тоа не го тврдат затоа што знаат. Тоа не е засновано на знаење. Може да бидат многу убедени, може да бидат многу восхитени, фасцинирани, но можат многу да веруваат во тоа,
и како што самиот Вања кажа во својата проповед, и потоа да се разочараат. Но тоа не е знаење. Тие не знаат. Предпоставка, верување, желба, теорија. Сега не знам дали некој баш има желба Христос да дојде после 5 години, а не пред тоа. Наше, што им рече Христос во дела 1 глава на учениците? Видите, во 6-тиот стих, бидејќи ние почнахме од 8-тиот стих, оваа седмица со утренските, во 6-тиот стих му го поставија прашањето: Господи, кога? Кажи ни кога. Видите што ги мачело се уште. Кога ќе го воспоставиш царството Израилево? Таа пуста патриотска желба. Господи, кога? Царството Израилево. Вистинското, опипливото. Добро, постои духовното, постои небесното. Но она што копнеат сите евреи, вистинското, опипливото, тука на земјата, царството Израилево. И се разбира, Христос не е вели, како што би рекле мнозина католици, мнозина и православни, може би и некој протестант, но не мнозина. Ба што зборувате сега? Царство Израилево. Царството е на небото. Биди верен, покај се, биди побожен и кога ќе умреш, ќе те соберат ангелите и ќе те однесат на небо. Не, кога учениците прашале царството Израилево, Христос не им рекол така. На вистина ќе има Божјо царство на земјата. На земјата, каде што ќе живееме во тела, иако бесмртни, иако со многу поинакви способности, но тоа ќе биде тело како Христовото воскреснато тело. Од крв и месо, од коски, како што самиот им докажа. Не дух, туку од вистински тела на земјата и материјално вистинско опипливо царство. Сега не сакам да кажам дека духовното и небесното не е вистинско, но не е тука на земјата се уште. Тогаш ќе биде на земјата. Што вели Данијел 2.44? Му вели на царот Навуходоносор: и во деновите на тие цареви, представени со ножните прсти, значи последниве 10 цара, кои што ќе му дадат власт над зверот, во деновите на тие цареви Господ Бог ќе воспостави царство на земјата, кое што никогаш нема да помине. Божјето царство, откако Господ ќе го воспостави, тоа самото никогаш нема да помине, како што поминале и минуваат сите досегашни, и ќе помине и ова последното, единствената светска влада, единствената светска диктатура на последниот антихрист, дигиталното робство, дистопија и како се уште него нарекуваат. И тоа ќе помине, и тоа многу пократко и покусо од големите империи на минатото или од последниве неколку децении големи држави што постоеле. И тоа ќе помине и Господ ќе воспостави свое царство, царството на Исуса Христа на оваа земја, а тоа, дали тоа ќе помине? Дали тоа ќе заврши? Не никогаш. Тоа самото, вели пророкот Данијел, нема да помине, а самото ќе стои довека, за секогаш. Господ да ве благослови сите да бидете дел од тоа царство и нашите мили и драги, од кои што со смртта сме само привремено разделени.
Денови веќе заборавив и претладне да споменам. Видите, почнува да случуваат толку многу работи како исполнување на библиски пророштва, што заедно со старењево наше нема време да се каже се од катедра. Иако фудбалскиот мондијал во Катар веќе влезе во второто коло, сепак мијатата сабота се уште не беше почнат. И интересно, јас дури не ни очекував, гледајќи го свеченото отворање во неделата, дури мондијалот е искористен како средство, медиум, платформа за пропагирање на глобалистички идеи. Во главна улога на познатиот артист Морган Фриман, се прашувам колку дебел хонорар му платиле за да дојде во Катар и да учествува на целата таа представа. Тој лично, се сеќавате, нели, пред неколку години беше главна улога во серијата за Бог на National Geographic. Го поставија прашањето пред цел свет, пред цела светска јавност, низ негова уста, како сите религии да станат едно. Се праша сега некој. Баш би сакал да прашам некој атеист, Мераклија по фудбал, например. Каква врска има религија со фудбал? Баш би сакал сите, еве ги предизвикувам и нив сега. Сите атеисти би сакал да ми одговорат, каква врска има религија со фудбал? Јас знам каква има, сакам вие да ми одговорите. На отворање на мондијалот, благодарам, се поставува прашањето, како сите религии да станат едно? Видете, тоа е голема грижа на денешните земски сили. Тоа е и голема цел. Не е доволно само политичко единство. Не е доволно како сите земји и држави да ги обединиш. Како сите религии да станат едно? Тоа е многу побитно. Што рековме претладне? Која, и не еднаш порано, која ќе биде единствената светска религија? Значи, не католицизмот. Единствената светска религија што сакаат да постигнат е религијата наречена екуменизам. И сега, како да го одговориме прашањето на Морган Фриман? Дали сите религии можат да станат едно? Малку го преиначувам прашањето. За да го одговориме ова прашање, да се подсетиме на познати зборови од Новиот Завет во второто послание до Коринтијаните. Второто послание до Коринтијаните, 6 глава, од 14 до 18 стих. Шеста глава од 2 Коринтијаните, од 14 до 18 стих. Што вели апостол Павле? Не впрегнувајте се заедно со безверниците, вели овој превод. Зашто какво заедништво постои меѓу правдата и беззаконието? Што заедничко има меѓу светлината и темнината? Има нешто? Постои пресек помеѓу светлина и темнина? Какво согласие може да има меѓу Христос и Велијар? Едно од еврејските имиња за ѓаволот. Или што има заедничко меѓу верник и безверник? Ете и ова е интересно прашање. Каква спогодба пак има храмот Божји со идолите? Може храм со идоли да биде Божји храм?
Вие сте храм на живиот Бог, како што рекол Бог, ќе се вселам во нив и ќе одам меѓу нив и ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Ќе застанеме малку за миг, а ќе ги дочитаме и следните стихови. Значи, како сите религии да станат едно, постојат само две теоретски можности. Прво, сите треба да се откажат од идолите, сите треба да се откажат од своите ереси, од лагите, од беззаконијата. Има нешто заедничко меѓу правдата и беззаконијето. Има нешто заедничко меѓу светлината и темнината. Сите треба да се откажат од темнината, од своите, значи, беззакони дела. И сите, што? Сите да го прифатат Христа во своето срце. Зошто? Само во Христа можеме да бидеме едно. Не постои друг начин. Јас сум патот, вистината и животот. Значи, вистината е Христос. И тој стих не завршува само така. Јас сум патот, Јован 14:6. Јас сум патот, вистината и животот. И што кажува после, се кажете? Никој не може да дојде кај Отецот, освен преку мене. Преку Мухамед може ли? Преку Хорхе Барголјо? Преку мене? Никој, вели Христос, не може да дојде кај Отецот, освен преку мене. Како е можно целиот свет да биде обединет во вистинско единство? Како е можно сите народи и сите религии да бидат обединети, само ако се откажат сите од своите гревови, од своите лаги, од своите ереси, измами, беззаконија, и сите во Христа. Нека дојдат такви какви што се, ама сите понизно да го примат Христа. Да ја примат вистината во своето срце. Само така може сите да бидат обединети. Но дали светот го сака тоа? Ако некојаш даде Господ, иако не очекувам, може би он нема многу денови пред себе, би го прашал Морган Фриман. Дали ова може да се случи? Сакаат сите религии да се откажат од своите гревови, од своите лаги, од своите ереси, од своите беззаконија? Само во Христа можеме да бидеме обединети. Втората опција која е? Втората опција е сите до еден да се обединат, а тоа и го сакаат, целиот екуменски сојуз. Сите да се обединат во лагата, во беззаконието, во измамата и да го отфрлат целосно Христа, прифаќајќи го антихристот. Дали е ова можно? Ова изгледа поверојатно, бидејќи такви се човечките грешни срца. Било на мали, било на големи, било на богати, било на сиромаси, било на мокни, силни, било на слаби и бедни. Но и тоа не е точно. Зошто не е точно? Ѓаволот тоа го сака. Цел свет да застане на негова страна против Христа. Цел, секој жив, секој што дише на планетава. Но дали тоа ќе се случи? Не. Тоа ќе биде нивна пуста желба, но тоа нема да се случи. И Господ ќе има не илјадници, стотици илјади свој народ, остаток,
кој што ќе биде на негова страна до крајот. Запечатен со Божиот печат. Би сакал да ги прочитам и зборовите повторно од Јован, но за Светиот Дух. Интересно е што Христос ги рече овие зборови: јас сум патот, вестината и животот, Јован 14 глава. Откако Тома му рече: Господи, не знаеме каде одиш и како можеме патот да го знаеме. Тома веројатно размислувал како Илон Маск. Таму кај што ти ќе одиш, како ние до таму да отидеме? А Христос им вели дека одговорот не е во некоја технологија. Јас сум патот, вестината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. И сега видите што им вели понатаму. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец. А од сега го познавате и сте го виделе, дури вели. Како тоа сте го виделе? Па да, гледајќи го него. Бога не го видел никој никогаш, вели таму во првата глава. Но единородниот син кој што е во прегратките на Отецот, тој го јави. И сега Филип па му вели: Господи, покажи ни го Отецот и достави. Ајде сега, нема многу филозофирање овдека. Нема потреба од филозофирање. Не знам дали Филип во таков дух го поставил ова прашање или ова барање, но мене така ми изгледа. И кој славен одговор, замислете. Бомба! Му одговори Исус: толку време сум со вас и зар не си ме познал, Филипе? Ова е тринитарен одговор. Ова е големо откровение на Светото Тројство, но не на тритеизмот или трибоштвото, што е сосема друга наука. И кој ме видел мене, го видел Отецот. Па како ти велиш, покажи ни го Отецот. Или апостол Павле подоцна им пишува на Колосјаните дека Христос е што? Обличието на невидливиот Бог. Лицето на невидливиот Бог. Не веруваш ли ти дека сум јас во Отецот и дека Отецот е во мене? Зборовите што ви ги кажувам од себе не ги зборувам, туку од Отецот, кој е секогаш во мене. Тој ги врши делата. Како е тоа Отецот секогаш во Синот? На кој начин Отецот е секогаш во Синот? Што ги соединува? Што е Светиот Дух? Што е заедничко меѓу Отецот и Синот? Едниот и единствениот Свет Дух. Светото Тројство не се три духа, како што веруваат и денес некои адвентисти, туку еден Дух. Духот на Отецот и Божествениот Дух на Синот и истиот тој Дух надвор и од Отецот и од Синот низ целата Вселена, како посебна личност. И сега да скокнеме малку до 15 стих и понатаму. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Јас ќе го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими. Зошто? Еве го одговорот за Морган Фриман. Светот нема да може да се обедини во вистинско единство, затоа што не го прима духот на вистината. Не го прима Христовиот дух.
него прима Христа и вистината во своите срца. Зошто светот не може да го прими духот на вистината? Исус одговора и вели, зашто не го виде, ниту го познава. Виде, кога светот не сака да прифати нешто што не се гледа. Значи, да му направиш некоја измама за неговите сетила, некој холограм или не знам што, ќе скокаат како мајмуни од радост. Иако се знае дека тоа е измама, дека тоа не е вистина. Но да прифатиш нешто што не го гледаш, па тоа е големо чудо. Затоа Господ му рече на Тома, блажени се оние што не виделе, а поверувале. Духот на вистината. 16 стих. Нема да ве оставам сираци. Ке дојдам кај вас, ама на што мисли се? Со духот, да. Кога Светиот Дух ке дојде. Да, голема е утехата, само што знаеле дека Христос и повтор пат ке дојде, дека нема да биде тоа некоја конечна разделба. Но учениците се радува на денот на Христовото вознесение, на денот на неговото заминување, затоа што знаеле дека многу поскоро од Христовото лично доаѓање во тело и во голема сила и слава, ќе го примат Светиот Дух. И не само Светиот Дух, туку преку Светиот Дух и Отецот и Синот, како што пишува во своето послание апостол Јован, ќе се вселат во нивните срца. И самиот Христос го кажува тука и во Евангелието по Јован. Ке дојдеме и јас и Отец ке се вселиме во вашите срца. 23 стих. Прво, Јуда постава прашање, но не Искариот, оној другиот. Господи, зошто сакаш нам да ни се јавиш, а не на светот? Интересно прашање. Зошто Господ и на светот не му се покажува јавно? На сите неверници, на сите безбожници, на сите грешници. Што ќе се случи ако се случи такво нешто? Тоа што ќе се случи на денот на второто Христово доаѓање. Светот не може да поднесе Божјата слава. Попрво ќе посака сите планини да се урнат врз него и да ги покријат, отколку да го видат Христа во својата слава. И затоа Исус му одговори на Јуда и му вели, ако некој ме љуби, ќе го пази словото мое, и мојот Отец ќе го возлюби, и ќе дојдеме кај него, и живеалиште ќе направиме во него. Како? Преку Светиот Дух. Само преку Светиот Дух. Можеме да продолжиме и понатаму, може да ги читате и цела 15 и цела 16 глава. Тоа се со 14-та трилогија за Светиот Дух. Тоа е единствениот начин, тоа е единствениот пат, нема друг пат, нема друг начин, ниту за единство, ниту за спасение, ниту за вечен живот. Христос е единствениот пат. Христос е единствената вистина. Христос е единствениот живот. Кому да веруваме? Само на Исуса. Нека му е фала и слава вечно. Амин.